И панаѓур, и љубов, и супер гости во петочно издание на Црвена линија. Тоа се екипата на Празни муабети од Битола. Здраво! Јас го гледам Димитар, а добро веќе не го гледам Пола Бојан, иди кој уште ни прави друштво? Сега е цел Бојан? Да, се слушаме, ја мислам дека веќе одлично се слушаме. Го гледам Бојан, го гледам Димитар, изгледаат како да гледаат во празно, не гледате најверојатно. А кој е со вас? Кристијан сум јас исто дел од нив. Драго ми е. И јас сум Вероника. Вероника, така. Препознатливи сте на YouTube, бидејќи нема подобра пародија од се она што сте направиле досега музички хитови. Мене лично тоа ми е најомилено. Така да, еве, на самиот почеток кажете ми дали пародијата е нешто што е лесно изводливо кога ја подготвувате или можеби многу потешка им е работата на комичарите и на оние кои што треба да ја насмеат публиката. Па да почнам јас? Бојане, ти си фронтмен, секогаш пееш. Па, вака, мислам дека, добро, имаме и тешка и лесна задача. Прво, леснотијата е затоа што веќе го имаме оригиналот, имаме на што да работиме. Многу е потешко кога нормално треба да го смислиш тој оригинал. Ние го имаме веќе оригиналот. Сега тежината е во уметноста, во уникатноста, во нешто сакаме да го кажеме, да ги насмееме оние што ќе го гледаат и така. Та и така, не само ќе подсетиме за оние кои што од некаде си познат, а и одлично пееш, не е случајно, покрај тоа што си режисер по својата професија, меѓу другото си и учесник на Поп Айдол и тоа во Бугарија пред 7-8 години, јас тоа помнам и секако освои второ место, тоа не се заборава. А Димитар ми е најдобар кога е професор и кога има стендап комедија, кога е брилијантен и успева на еден таков хумористичен начин да одржи еден час по граматика по македонски јазик. Јас по тоа те памет. Димитар, ти си сценарист. Пишувањето пародија е тежок занет? Би рекол не. Затоа што, како што рече Бојан, имаме еден свој метод како го правиме тоа. За да постои пародија, мора да постои оригинал. Оригиналот мора да биде препознатлив. Ние би можеле да напишеме комична песна, но таа би била само комична песна ако не постои оригинал, кој што е општо прифатен и нема никаков ефект самата пародија, доколку оригиналот не е доволно популарен. И тука е тој момент што публиката го има кога го препознава оригиналот, тоа му дава чувство на интелигенција и кога и чувство на блискост, едноставно чувство на блискост. Значи, ние кога ќе се сретнеме дури со некаде во светот, со некој американец или германец, и кога ќе се насмееме било кој да направи некаква имитација на пример Марлон Брандо од ликот на Марлон Брандо од Кум, Дон Корлеоне, ние го препознаваме и чувствуваме дека таа личност на некој начин ни е блиска. Го разбираме хуморот. Значи, зборот ми мора да постои оригинал на кој што се прави пародијата. Тоа и значи самиот збор доаѓа од грчкиот пара и одие, што значи пара, покрај или контра, и ода, значи песна. Песна, стој, кога сме кај песна. Барам, стенкам јас. Цел викенд бел ден јас дома не видов ни на пазар. Не отидов, со ракија се начукав, ке полудам, пак ме боли сад. Ненормален, дај свести се, ти веќе не си детиште. Стивот твој од забите, ти смрди ко чорапите. Па и да ме боли се прам, дека не боли, стенкам јас. Ах, колку ме боли, и душата ме боли, стенкам јас. Стенкам јас. Стенкам јас. Стенкам јас. За мене ова е
најфантастичното нешто, Стенкам јас, пародија на култната Стена Лайф, а кога ја слушнав не можев да не се сетам на мојата супер убава забрка, која што и такако знае како стенкам таму и молам да ми стават анестезија веднаш. Пред тоа Тина ги подсетиме нашите гледачи дека секако во секој момент може да се уклучат со нас во живо па да ги прашаат актирите од празни муавети нешто за нив. Можете слободно се јавите на телефонскиот број 0230766677 или да ни пишете на социјалните мрежи на Facebook, Instagram, Twitter. Јалма тука ќе стрем прашањето од Македонија до нив. Тоа е тоа. Оно што е најважно кога објаснувавме, односно Димитар кога поясни дека за да се создаде пародија потребно е да постои оригинал. Ние одлучивме денес имаме супер популарен оригинал, тоа е Македонија, па еве ги прашувам Димитар и Бојан, бидејќи се уште ги имаме, верувам, на линија, на кој тип пародија ве асоцира животот во Македонија? Ајде да започнем јас. Како што рекохме, постои такива типови на пародија, мора да постои оригинала. Оригиналот е тој живот некаде таму што постои во некои други поразвиени, поурбанизирани, понапредни земји, можеби некои западноевропски, ние тука имаме баш пародија или имитација карикатурална на оно што представува живот. Во сите пори на животот. Македонија сама по себе е пародија. Да, значи животот, да, затоа и ние сега ќе се приклучаме вака во муабетот. Затоа и не практикуваме да правиме пародија на политичката сцена во Македонија. Затоа што мислиме дека кој филм ве асоцира? Само постои пародија и дека пародија на пародија едноставно не функционира. Треба да е некаква сериозна политичка сцена, па за да имаме некаква платформа да работиме на пародија. А додека сме кај пародии, која ваша пародија највеќе ви била забавна за изработка? Во која сте се изгубиле, ако ме сваќате? Правејќи ја. Па би рекле од песните уживавме поприлично во Стенкам јас, таа ни беше прва. Изборот на песните го прави секогаш најчесто Бојан. Текстот го пишувам јас и секогаш постои таа инспирација. Ајде да видиме, значи платформа на платформа, слој над слој и се појавуваат Bee Gees. Го имаме Staying Alive што звучи како Стенкам јас. Тие се мега популарна група, значи светски познат хит, нешто што сепак се почитува и ние оддаваме почит преку правењето на пародија на таа песна. Самите Bee Gees ни дадоа огромна инспирација за текстот на песната, затоа што не знам дали знаете, дали сте ги виделе во нивните млади години, тинеџерски. Уште како деца, Тоа се жртвите на 70-тите, стилот на 70-тите. Ние ги нарекуваме жртви на стилот на 70-тите. Тие уште како деца, ако побарате снимки постојат на YouTube, има поприлично лоши заби, лоша насмевка. Деформирани. Да, и потоа ставија сите вештачки заби и тоа беше доволна инспирација за една така универзална тема. Мислам дека ортодонцијата не беше развиена во тие години, толку многу и мораше да си стават некакви Значи, ова е стоматолошка песна. А Вероника, ти малце се уклучиш, која пародија тебе ти била најзабавна, правејќи ја? Јас ја сакам пародијата на Аба, Мама Мија. Најмилена ми е од делата на Празни муавети таа, затоа што мислам дека кога Димитар го пишуваше текстот, во тој текст има најмногу авторски текст од нашата група, затоа ја сакам и општо кога правиме скечеви, кога се пишува сценаријата за тие дела, мислам дека ми се најдобри, најзабавни, најблиски тие кои што содржат што повеќе авторски случки. Затоа ја сакам Мама Мија. Сакав само да се надополнам, кажавте во најавата дека пародијата најчесто се поврзува со исмејување и сатира. Тоа е многу точно и меѓу народот е така познато, но не секогаш пародијата е исмевање на оригиналот. Сушност, во нашите дела не е никогаш исмевање, напротив, ние сме се восхитувале доволно на таков хит, за да сакаме да направиме нешто за кое ќе се потрудиме и ќе доликува на една пародија на толку познат хит. Убаво е кога и сериозните ситуации, тешките моменти ги правиме и приватно пародија. Па така некако се полесно, се поминува полесно. Оно што е најважно, ние имаме уште еден супер хит од Празни муавети. Еден малечок круг и се враќам во пет.
Ете, за ова зборувавме со Вероника, а она што не е пародија, тоа се рекламите што следуваат. Child arrived just the other day, came to the world in the usual way, and he was talking for I knew it, and as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad, you know I'm gonna be like you. I'm driving. Zero alcohol. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. Открите ги новите јогурт, кисело млеко и павлака од Алпско. Сега со нов свеж изглед и подобар вкус. Ново алпско јогурт и кисело млеко без лактоза. Кому би му ги довериле своите очи? Не наискусните, најнапредните, најголемите. Единствена очна болница со 4 дијагностички центри. Систина офталмологија, дел од групација Светлост. Сега има ново чоколадце, Knoppers Nut Bar. Со крчкави обланди, вкусен млечен крем, крем од лешник, богата карамела, печени лешници и прелеано со чоколада. Тоа го прави поинакво. Да ви покажам како. Knoppers Nut Bar. Чоколадце како ниту едно друго. Кај си, брату? Кој ти ово Јокич? Ма јас сум. Јокич, одлична маска, не видам, препознам. Она кога со Јокич ке направиш чокер гуарана, па го користиш до макс. Предизвикај ја иднината со најбрзата мобилна мрежа на најголемиот оператор во Македонија. Изберете А1 комбо, најдоброто решение за вашиот дом. Направете пакет со интернет, телевизија и мобилни линии, секоја со 100 гигабајти интернет секој месец. Плюс изберете iPhone 11 по супер цена. А1. Секој твој свет. Дефиниција за свежина. Скопско Смут. Изберете А1 Postpaid и добијте неверојатни 100 гигабајти интернет секој месец. Плюс одберете нов смартфон по одлична цена. А1. Секој твој свет. Од мал убав си бев надарен, секси изгоден, но за женски не бев кадарен. Па тогаш размислих и знам, стоев на погрешен перон и сонив сон. Сонував ја за Аполон и тогаш ти се појави. Со погледи ми се дестив, со твоите очи убави, за тие ногти црвени и тие шноли шарени. Ке почнам пак да слушам диско и да возам ролшу и на никого, баш никого. Јас не се палам како на твоето трико. Со лептир машна, истреч хеланки во сјај, дал ти се нови или од Панагјур од во мај. О, хајде дај не бегај, кога
kad sum tu, kad dušo znaj, sam ne se buričkaj, na tebe štom pomislih, celi od se napalih, aj ne begaj, ma ne begaj, Празни моабети во ова издание на Црвена линија, но она што е најважно, ве очекуваме да се јавите. Темата денес е на кој тип пародија ви наликува животот во Македонија. Веќе го имаме првиот коментар. Да, а освен да се јавите, секако на социјалните мрежи на Црвена линија на Facebook, Instagram и Twitter, може да ни пишете. Ние оматува ќе даеме ваш коментар. Исто како Љубица Петковска што пишала за празни мовети, може само да ги поздравам празни мовети. Најдобри се од Љубица. Поздрав до Љубица и секако да не заборавиме да ги охрабриме и битолчани, еве да се јават на 0230766777. Луѓе, не ја губете смислата на хумор, како рекоа празни моабети кои што се уште ги имаме, се разбира, заедно со нас во Црвена линија. Македонија е сама по себе пародија на животот во Европа, но секако направени се многу филмови, многу серијали, па да видиме асоциација на што ве асоцира, на кој тип пародија ве асоцира животот во Македонија. Дали повторно може да ги видиме и визуализираме кралевите на пародијата во Македонија, тоа се екипата од Празни моабети. Текстовите се она што мене ме фасцинира. Дали само Димитар како сценарист работи на текстот, дали вие тоа се собирате дома, дали тоа се случува на некоја интимна журка, дали творењето на текст едноставно оди онака и чекај ова, не стави ова, ми текна она. Дефинитивно, како ги склопувате текстовите? На интимна журка имаме многу инспирација, многу пати сме имале така напливна инспирација и надахнуќе, што викат колегите. Иначе во главно текстовите ги пишува Димитар и сценаријата за скечовите. Да, дали Димитар сакаш? Мири се инспирирани од сите нас во групата. Апсолутно. Он значи ве наблюдува, си молчи, го инспирирате и почнува. А има материјал да пишем уште за 10 години, ура. Какви 10, уште за едно столети. Се работи позади, behind the scenes. Според вас во Македонија, да речеме, вие сте од Битола битолчани, се онака хумористичен народ или можеби приматот би го подариле на некои други жители од друг град, не знам, прилепчани важат за мајтапџи. Според вас... Охриѓани се јавиме многу. Јас тука би се движил, да, Битола, Прилеп, Охрид. И Куманово? Секако е индивидуална карактеристика, смислата за хумор, меѓутоа мислам дека битолчани се навистина талентирани за хумор. Прилепчани исто така. Значи, Скопје е голем град, нормално дека во толкав голем град има и еден многу луѓе со одлична смисла за хумор. Многу битолчани. И па, драги мои битолчани, не бадила вашата работа со оглед на тоа што имате свој канал на YouTube. Па така празни моабети, еве Тео ќе открие, има добиено и буквално реакција и коментар од бендот, чија оригинална numera Да, ама пред тоа... Вие обработивте како пародија. Да, ама пред тоа да ви покажам, имаме гледач. Здраво, здраво. Здраво, добар ден. Добар ден, кој ни се јавува? Се јавува Ана од Битола. Голем поздрав за празни моабети за екипата, одличен избор за одлична тема, сакав само да ве поздравам и очекуваме нови видеа и нови пародии на нови песни. А јас очекувам, еве, вие да ни откриете според вас на кој тип пародија ви наликува животот во Македонија. Па не знам, може би празни моабети се во право кога рекоа дека животот во Македонија е пародија на некој живот од Америка, да речеме. Така, добро. Не знаат дутнат. Еве, создадовме нова пародија без да создадеме ништо. Благодарам за вашето јавување. А кога сме веќе кај тоа, кога се работи нешто добро, секако не може да помине незабележано. Токму така. Го имаме спотот од празни моабети Коњо мој, пародија од Rednex Cat and Joe, и мора да напоменам, бидејќи главните автори на Cat and Joe и Rednex ги пофалиле, им коментирале на YouTube каналот, аз сум Stuff Guys. Така. Ви испоштувале максимално. Дали ќе може тоа малку да ни го пуштиш? Секако. Еве вака изгледа тоа на YouTube. След да цркне погоди кој, газдата на којно твој. А да не цркне којно мој, нека цркне којно твој. После да цркне погоди кој, газдата на којно твој.
Не случајно Рендекс рекоа браво и се воодушевени. Ние се уште сме заедно со Празни муабети од Битола, екипата која што е до сега се и најдобри, барем кралеви во земјата кога станува збор за пародијата. Ние дури и на Facebook нашата страница Црвена линија го објавивме, барем според мене и Тео и нашава екипа тука, стендапот во кој што имаме еден фантастичен час по граматика. Меѓу другото ќе потсетам дека кога се обработува пародија, секако како инспирација се користи авторско оригинално дело. Но дали досега во кариерата сте имале прилика да бидете блокирани, да ви е забрането од некој пејач, автор или група да направите пародија? Да реагираат или да стават блок, забрана? Да ви каже, дечки, не може, овака се извинам, али тоа е тоа. Да, еве јас ќе кажам. Имавме проблем со, мислам дека е една од нашите најдобри пародии од Крис Айсак. Песната, како се викаше? Wicked Game, да, ми застана малку мозокот. Во наша пародија Дај да се слечиме. Уште на самото поставување на YouTube каналот имавме проблем со авторската куќа, која ги има сите права на песната. Не се делеше никаков, мислам, хонорар или пари од колачот, онака како што може да се земе кај нас во Македонија, потоа ни дозволија да оди и на крај за да ја забранат сосем песната. И моментално оди само слика без тон на YouTube, можете да ја погледнете, и не можеме буквално никаде да ја поставиме на социјалните мрежи со тон, затоа што веднаш се блокира. И ми е многу жал, се надевам дека еден ден ќе може пак да се погледне. Единствено е таа, а од другите не сме имали да се проблем. Напротив, имаме и комплименти, да. И мора да кажем уште еднаш фала за Реднекс што не испоштава ни напише коментар, значи оригиналните изведувачи на Ката Најџо, кој што знаеме како хит беше своевремено во тие години. Јас по ова што ми го кажавте, можам да заклучам дека ако легенди како Bee Gees, например, немаат ништо против, дали станува збор дека Крис Айсак едноставно се занесува. Ја мислам малце претерува, да, али пред тоа се занесува тој веќе во години, мислам дека куќата која што ги има правата за неговата музика, мислам дека стварно многу се занесува. У филма не. Тео сака да не однесе на малце на пазар. На пазар да не носи. Пекмес пазар да видиме како сето тоа изгледа. Pazar, što pominama, ligi mi tečan. A niz penđer, pak mirisan, tatlija pečan. Brašno i jajca, mataco lajca i posle vtava. Duša od radost, meša za dvajca, ореви stava. А дечки, пред ние да продолжиме, имаме поздрав до вас од Александра Лазовска на Facebook. Голем поздрав до Празни муабети, најдобри се. Чекаме нови видеа. Срце. Така, ние се уште ги имаме Празни муабети, еве како убаво изгледат коментарите, убаво да ставите срце и да продолжите да ни се јавувате додека сме лайв во живо на 023076677. И на нашите социјални мрежи, на Facebook, Instagram, Twitter, Црвена линија. А ова Црвена линија, денешната тема и е на кој тип пародија ви наликува животот во Македонија. Сега заклучивме со Празни муабети, а воопшто не беа празни муабетите, ве молам, дека Македонија сама по себе е пародија на животот надвор, односно на животот во Америка, например. Ви се заблагодарувам што одвоивте време и внесовте една убава енергија и мислам дека барем јас сум човек кој што сакам луѓе кои што ме смеат. Ви благодариме за поканата, ни беше задоволство да учествуваме и додал сум уште нешто за пародијата и за она што го кажуваше пред малку Бојан за Крис Айсак.
Значи, постои една двојна вредност на пародијата, што некој можеби не им се допаѓа или не ја сваќа. Тоа дека таа амбивалентност дека не секогаш пародијата се однесува на делото што е пародиран, односно може да биде и комплимент за истото, затоа што е популарен оригиналот, може да биде и критика. Во случајот ние ги избравме тие песни за како признание за нивниот квалитет. Меѓутоа, не сите тоа знаат да го ценат, баш ми е мило што во случајот со песната Кој на мој, добивме комплимент. Ма ги заслужувате сите комплименти и не случајно има исто еден термин, тоа е многу интересно, вели вака, тоа на Инстаграм го имам прочитано. Едноставно не сакам да другарувам со луѓе кои што не разбираат сарказам. Так, ете, и јас се сложувам со вас. Се сложувам дека со вас беше исклучително пријатно, забавно и чести задоволство ќе ми биде да ви се оствари турнијата која што ја планиравте во 2020 година, но со пандемијата ви имате нова инспирација и зошто да не направите пародија на се она што му се случува на светот. Да, се надеваме. Фала ви многу за поканата и стварно сте многу позитивна енергија има во студиото и двајцата сте многу позитивни. Фала. Затоа и разговорот ни беше таков. Се надеваме дека ќе ви видиме пак гости, се надеваме на нашата турнеја и се надеваме на повеќе смеја кај нас и во држава, мислам, и кај народот и се надеваме на нови отвори.